она што корисниците на услугата, односно невработените лица го истакнаа, е дека како најголем проблем со кој се соочуваат е односот на вработените, дека најчесто станува збор за нељубозен однос, а никогаш станува збор и за неконструктивен однос. Постои сериозен предизвик како да ја доближи услугата до обичниот граѓанин и останатите оделенија, видно да ја обележат својата канцеларија надвор пред зградата, да се постави телефонски број и имейл од службеникот. Транспарентност и отчетност на јавните комунални предпријатија Источен плански регион во просек е 20%. Би било многу фино доколку се усогласат сите веб страници на општините со унифициран интерфејс, односно првата страница за пристап и изглед да биде едноставна за користење и идентична кај сите. Колку и да се внимава, колку и да има термини, повторно редици се чека, па некој ги спуштил терминот бидејќи како што свати води преку SMS пораки. Си уште граѓаните преферираат додатна шалтер, да имаат непосредна комуникација со службеникот и довербата е поголема. Корисниците кои што ги истражуваме ги прашавме дали исто така дали тие некогаш побарале електронски. Одговорите беа дека некои немаат интернет, немаат доверба и затоа сакаат лично да ја завршат работата. Негде знам дека постои пропусти и ги тераат граѓаните сами да ги обезбедат документи. Меѓутоа, со едношалтерски систем се, ова е веќе обврска на самата институција да ги обезбеди. Треба стварно да се залагаме сите во овие институции, да им помогнеме на оваа група на граѓани, социјално загрозените лица. Не повторно да се дадат истите документи од катастар, од УЈП, веќе ти им доставаш решение од УЈП дека она веќе го изгledала тој пат. Сега народски кажања, а Берн немаат што треба да стават на веб-сајт. Да дадете 6 услуги за 6 месеци, да земате плата за тоа. Не знам, ова ние имаме најскапа платена администрација. Мора да се најде начин, затоа граѓаните не веруваат во институциите и во администрацијата. Кај да се обратиме? И јас како вработена наидовав на бариера. Нема кај да се обратиш. Од 700 и кусур, скоро 800 попишани услуги, само 137 се нудат по електронски пат. Националниот портал услуги.gov.mk каде ја нуди можност да се аплицира, а не само да се информира. Порталот услуги.gov.mk не можат да го искористат оние што не биле до сега евидентирани како невработени лица и кои сакаат да се информираат како може да го сторат тоа. Имаме подготвеност од корисниците за испорака на електронски и дигитални услуги. Мерењето на задоволството и на ова прашање, скоро 70% од анкетираните ни одговорија дека да, треба да има електронски и дигитални услуги, ако има дека тие ќе ги користат. Бидејќи најголем дел од анкетираните, односно 60%, одговори дека преферираат електронска услуга, ги запрашавме зошто е тоа така. Ова се дел од нивните одговори. Затоа што не мора да се буткам и да ме препаќаат по други места како би ја префрлиле топката заради својата некомпетентност и непрофесионалност. Државните институции да го прифатат дигиталниот потпис и печат, ова не е значи за сите, но имаше конкретно од ова истражувањето подетално имам наведено дека сите институции не го прифатат дигиталниот потпис и печат, што на некој начин се губи смислата на дигиталниот потпис и печат. Да се одвојат услугите кои може да се дигитализираат и истите да бидат достапни преку веб страниците на предпријатијата, општините и преку порталот услуги.gov.mk. Апсолутно, кога зборуваме за дигитализација, зборуваме само за една алатка која може да ја намали корупцијата. Ќе се информираат земјоделците кои од услугите кои што во документите им се потребни, им се достапни електронски, да започне да се развива ваквото електронско издавање на јавни документи, со кој што се потврдува веќе постоечка состојба, да може електронски да се издаваат како и на национално ниво од институциите, така и на оние услуги кои што се опфатени исклучиво на локално ниво. Тоа е една интероперабилност меѓу институциите. И ако го земеме конкретниот пример, да речеме за субвенции, верувате многу ќе се скрати времето за аплицирање доколку институциите меѓусебно си ги знаат бараните информации.
Националниот портал за e-услуги треба повеќе да се промовира кај граѓаните од страна на центрите за социјална работа и за да граѓаните стегнат доверба за електронски услуги. Помна да има стандардизација на интерфејсот на владините сајтови, односно да има унифициран изглед, со цел луѓето кои доаѓаат на сајтот да може побрзо да се снаоѓаат и побрзо да доаѓаат до информациите кои им требаат. Во нормални, а посебно во услови на корона криза, Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Шуто Оризари не треба да ги пролонгира постапките поднесени од граѓаните, бидејќи на многу од нив состојбата на живење им зависи од добивањето на право од социјална заштита. И во време на корона што го штити здравјето и на невработените и на вработените во агенцијата за вработување, добро е што нели доаѓаме поблиску до граѓаните. Пристапот е олеснен во тоа што и по службена должност од страна на центарот и министерството се обезбедуваат овие документи. Но се надевам дека и во иднина ќе мора да се направи нешто за да се добиваат и како електронски. Лицето кое што бара јавна услуга во Скопје, во некоја од скопските општини, и лицето кое што бара некоја јавна услуга во Дебар, да треба да ги поминат истите правни процедури. Да биде достапен, јавно достапен, на видливо место, на службеникот кој што го бил вашиот предмет, односно да има тој цел процес на следливост и да вие може точно во секој време да знаете до каде е вашето барање, колку време престанува да се реши. Поддршка од државата за онлайн продажба на занаечиите, односно да им се возможни и легално да продаваат онлайн. Поедноставувањето на услугите и транспарентните постапки и олеснат постапките за граѓаните и за службениците.